На Универзитетската клиника за урологија беше презентирана современа метода базирана на анализа на циркулирачка туморска ДНК, која представува нов пристап во следењето на онколошките пациенти и овозможува откривање на микроскопски траги од тумор преку примерок од крв. Како што информирал јавната здравствена установа преку објава на социјалните мрежи, методата овозможува идентификување на потенцијални туморски активности дури и во ситуации кога конвенционалните дијагностички методи како компјутеризираната томографија и магнетната резонанца не покажуваат видливи промени. Според објавените информации, посебно значени резултати од примената се забележуваат кај пациенти со карцином на мочниот меур, каде што навременото откривање на ризикот повторна појава на болести може да придонесе за поефикасно следење и подобри резултати од лекувањето. Од клиниката посочуваат дека тестот не представува самостојна дијагностичка алатка и не служи за поставување конечна дијагноза, туку се користи како дополнителна метода што им помага на лекарите попрецизно да ја следат состојбата на пациентите и да донесуваат одлуки за понатамошниот третман. Од установата нагласуваат дека современите онколошки практики се повеќе се насочуваат кон рано препознавање на ризиците и развој на методи кои возможуваат навремена интервенција и подобра контрола на болеста. Презентацијата на оваа метода представува дел од напорите за воведување современи пристапи во следењето на третманот на пациентите и унапредување на клиничката пракса во областа на онкологијата, велат надлежните. Вкупно 10 лица биле лишени од слобода во текот на изминатото денонуќе по повеќе утилни полициски акции спроведени на територија на државата. Откако кај нив при извршени контроли и прегледи била пронајдена и одземена дрога, информира од Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од приведувањата биле реализирани на подрачјето на Скопје, каде што полициски службеници од севера Скопје на различни локации привеле 8 лица. Според информациите од МВР, станува збор за лица на возраст од 18 до 53 години, кај кои биле пронајдени различни видови супстанци. Покрај приведувањата во главниот град вчера во 15 часот и 25 минути во градскиот парк во Свети Никола, полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Свети Никола лишиле од слобода 37 годишно лице кај кое при преглед била пронајдена и одземена марихуана. Уште едно приведување било реализирано на граничниот премин Табановце. Во 10 часот при влез во државата полициски службеници извршиле контрола и преглед на патничко возило Мерцедес со австријски регистарски ознаки. При контролата во турба на 31 годишна државјанка на Србија, која била сопатник во возилото, била пронајдена и одземена марихуана, при што таа била лишена од слобода. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по целосно документирање на сите случаи ќе бидат поднесени соодветни поднесоци согласно законските процедури. Надлежните најавуваат дека контролите и активностите насочени кон откривање и сузбивање на недозволена трговија и поседување на наркотични супстанци ќе продолжат и во наредниот период. Иран упати остри обвинувања кон НАТО, оценувајќи дека алијансата била соучесник во, како што наведуваат иранските власти, нелегална војна на агресија спроведена од Соединетите Американски држави и Израел против земјата. Реакцијата следува по изјави кои му се припишуваат на генералниот секретар на НАТО Марк Руте во интервју за американски медиуми, во кое биле изнесени информации за користење американски бази во Европа во рамки на воени активности насочени кон Иран. Според наводите што ги оспорува Техеран, стотици американски авиони полетале од бази во Италија. Дел од европската инфраструктура била ставена во функција на логистичка поддршка за операциите. Во изјавите се споменува и користење на капацитети во Романија за потребите на воздушните активности. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмеил Багај преку објава на социјалната мрежа X оцени дека ваквите тврдења представуваат признание за директна вмешаност на НАТО и дел од европските земји во конфликтот. Дополнително посочи дека земјите кои според иранската страна обезбедиле поддршка за операциите треба да дадат објаснување пред своите граѓани и меѓународната јавност за причините поради кои се вклучиле во вакви активности. Во меѓувреме Италија вчера ги отфрли ваквите наводи и соопшти дека не одобрила директно учество во воени операции против Иран. Од италијанските власти беше наведено дека одобрени биле исклучиво технички и логистички летови. Случувањата доаѓаат во период на зголемени геополитички тензии и меѓусебни обвинувања од повеќе меѓународни актери.
Цените на нафтата бележат значителен пат и се спуштија на нивоа кои не биле забележани од почетокот на конфликтот во Иран, додека истовремено постепено се нормализира сообраќајот низ Ормускиот теснец, една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта и природен газ. Глобалната референтна цена на нафтата Брент накратко падна под $72,48 за барел, ниво кое последен пат било забележано еден ден пред почетокот на војните действија меѓу Соединетите Американски држави и Израел и Иран на 28 февруари. Цените на енергенсите нагло порасна откако Иран, како одговор на нападите, делумно го ограничи поморскиот сообраќај низ Ормускиот теснец, што предизвика загриженост на глобалните пазари поради неговата клучна улога во испораката на нафта и газ. Последните недели донесоа промена на трендот, откако САД и Иран подпишаа меморандум за разбирање на 17 јуни, со кој е предвиден рок од 60 дена за преговори околу нуклеарната програма на Техеран и други безбедносни прашања. Овој развој доведе до делумно олеснување на санкциите и стабилизирање на енергетските пазари. Одредени извештаи наведуваат дека е воспоставена комуникацијска линија меѓу САД и Иран со цел да се избегнат инциденти да се обезбеди безбеден поморски транспорт со посредство на регионални актери. И покрај стабилизацијата на пазарот, цените на горивата во некои држави остануваат повисоки од периодот пред конфликтот. Во САД просечната цена на бензинот се намалила од врвот од околу $4 за галон на околу $3,93, но се уште над нивото од пред почетокот на кризата. Американскиот претседател Доналд Трамп најави истрага за големите енергетски компании, обвинувајќи ги дека не го следат падот на цените на суровата нафта во малопродажните цени на горивата. Според најновата прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи, денеска во земјава ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Метеоролозите најавуваат дека времето во текот на денот ќе биде претежно стабилно, но во одделни подрачја ќе постојат услови за краткотрајни врнежи и развој на нестабилна облачност, особено во попладневните и вечерните часови. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, пошто локално може привремено да се засили во зоните каде ќе има развој на нестабилност. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 20 степени Целзиусови. Максималните дневни ќе достигнат од 27 до 37 степени. Според прогнозите на УКМР, за време на викендот и во првите денови од следната седмица, земјата ќе биде под влијание на топла воздушна маса која ќе донесе претежно сончево и многу топло време. Во повеќето региони дневната температура ќе биде над 30 степени. Во одделни места се очекува термометерот да достигне до 39 степен. Во вторник се очекува задржување на високите температури, но ќе започне постепено зголемување на облачноста, што ќе создаде услови за локална појава на пороен дожд.